Нова емисија Брчиме со Дуле, повторно сме заедно со Кумбата, денес капени, сторени, здебелени од празниците, значи се окозивме од јадење, од Јас пиење. само не сум стрижен, апел до фризерот да ме пикни прекурет да се стрижам, од ова нема смисла. Така дојде времето од сега да мораш 3-4 дена унапред да се закажиш за на фризер да одиш. Ама не Са види сигурно. и таксите што поскапе едно стрижење ми е неколку 800 денари, поќе од жените плаќа. Па јас да сум ќе остам како тебе, нема да ја стрижам на секоја. На колку време се стрижиш? Па почнав на 3 недели. Толку и јас на 3 недели се стрижам. Прејадени, како што кажав, празниците, преубаво си поминавме, не дека не си поминавме, ама доставеше ако беше за убаво. Почна жена ми да ми замерва дека сум клал многу голем стомак, сум бил како чиче, а таја вежбала за да ми биде уба. Сега така да морам нешто да почнам. Па промените почнуваат од нас. Јас прв пат ова нова година и Божикни празници ги поминав без руска. Ни едно зрно грашак од руска не го каснав. Но јас каснав, ми дојде сега гостите. Браво. Сега ќе си ги Да си ги поздравиме прво нашите. Се почнува од своите. Многу благодариме на нашиот најголем поддржувач, што сега ете не може да биде меѓу нас. Си има Керкичка. Керкичка, да му е здрава и жива. Искра. Кико Зезалица и најсмешниот, можам да речам, канал на Инстаграм, ТикТок и сегде. Ретко се смеам, искрено. Доличи имам, знаеш дека имам болен хумор, ама на Зезалица секогаш наоѓам нешто се смеам и ги споделувам не од што ми е другар, пошто стварно ми е смешно. Да, има смешни работи, забавни. На другото место, Јоцо Solution. Поздрав до Јоцка. Еве го тука. Поздрав до Прати Јоцка, да ли да. ќе поздравиме, да, човек кој што ни овозможува сите наши ненормални идеи што ќе ни паднат во главата да ги дизајнира и да ги направи да функционират. Ако имате некои да си поправате четириколки, санки за нас, снег, камиони, автобуси, сека Јоцо, значи се поправа. Багери булдожери. Багери булдожери и нормално поздрав до нашата најмека половина, четвртина. Четвртина. Ленчето и разбудисе.мк, порталот наменет за многу интересни статии, содржини од културата, бизнис, бизнис, светот и така натаму. Автомобилизам. Автомобилизам и сето тоа, фала исто на поддршката. И сега го препуштам ова магично стапче на Душан да ни го најави денешниот гост. Пред да ми го даеш стапчето магично, уште сакав да го спомниме Мими. Мими денес е со нас, позади камерите. Ја заврши Шо така? неговата зимска приказна и сега почна да ни помага и нас. Што викаше Бојан Војанскич, немаме луѓе, ама сега имаме луѓе. За денес, нашиот гостин, не можев да склопам некаква најава во која што можам да опишам се што има направено и се што има во сите овие 30 и кусуро години кариера во многу области. Можам вака само накратко да кажам пред да го најавам. Ќе кажам диџеј, музички хроничар, организатор, продуцент Илија Талев. Здраво живо. Добре ни дојде. Добре, нај. Многу ми е мило што дојде. Еве ти си втор гостин што вели не сум многу по интервјуата, по јавните настапи и слично. Претходно имавме билето и таа не беше. Некако почнавме да си бериме луѓе што неќат да Ние убаво ги тераме да сакат. да утераме да сакат, да. Иле, прочитав едно твое интервју кај што велиш имам две алтерега, се поделив на две алтерега. Едното во Метрополис, агенцијата за мода, убавина и уметност, и другото ти е Илјада Hair. Значи Така. сите повеќето луѓе те познаваме по Илјада Hair, по твоето пуштање музика по локалите, по тоа ни си познат. И на почеток сакам да те прашам, пошто претежно се работи за електронска музика. Ти почна со електронска музика. Како во која година беше? 91. Официјално како автор. Како автор, ама ме интересира како дојде во контакт со електронската музика пред 91 беше сигурното. Како дојде во контакт со оглед на условите, значи немаш интернет и немаше
Некој ти ја препорача, некој ти ја наметна таа музика. Како ја засака ти таа електронската музика во тој период? Да бидам искрен, појма немав за електронска музика и се што читав во тогашни 80-тите крајот на купував често од мал купував списание Jukebox Rock и се што одеше после тоа. Во принцип имам аверзија за работи кои преку ноќ стануваат ултра популарни. Без разлика ли е тоа музика, Нов кафич. да, било што. Значи имам аверзија, имам одбивам да го пратам како тренд и да гледам, да слушам без разлика книга, филм, било што. Во тој најнаш преку ноќ почна да се збори за некаква си есид музика во списанијата. И да се кажува како е таа организирана во Англија, во Америка и така натаму и така натаму. Мислам, таа музика почнала од Чикаго, Детройт во Америка, али најголемата популарност, да речеме, е доживеала во Англија, Манчестер и таму во тамошните клуби. Кажам, навивам јас за Манчестер. За да пак се врати тоа назад во Америка, за да си го добијат тие почетните нели уметници, да си го добијат признанието дека од нив сето почнало. Почнувајќи од таа верзија, ојдов Грција на одмор и во сите, да речеме, тоаш 89-та година беше Бетмен, што сум многу голем фан на Бетмен. Во сите продавници имаше блузи само од смајлито, со надпис Acid и смајли или не знам што, или за Бетмен. Нормално си ја купив едната, а за другата многу убаво ми личеше, ама никогаш не ја купив. Се додека не влегов во тоа едно диско што беше Атлантида се викаше. Беше најголемо тогашно во тој период најголемо диско во Европа отворено. Пример тогаш гостува и уметници како Ice MC, MC Hammer, така да беше доста популарно. И слушнав некаква музика што буквално ми изваи очери. Секој ден одев, ми беше срам да опрашам диџејот каква е музиката, ама седев до звучникот затоа што ми го превртваше желудникот буквално кажано. И срам, не срам, одев, му викам, да те прашам, што музика е ова, тој ми вика Acid, кај можам да ја купам? Ми вика, ќе одиш во Катерини, има една продавница, ќе одиш ќе ја купиш. Одев, му реков да ми сними се што имаше, ми сними 3 касети и една авторска од една група 808 808 State, грчка продавница, мислев групата. Не, ова е британци се, од Манчестер се. Извини, Acid како бренд, мислам како жанр или техно Acid што е тоа или се различни работи? Значи на почеток беше Acid. Така. После тоа почна да се разводнува на 1000 правци, вакви и такви, се додека не стигна во Европа, во Германија и тоа беше тотално. Што можам да замислам Acid да слушаш на касета. Значи имав само 3 касети и нели таа од Edoid State и понесен од истото, реков дека еден ден морам јас да направам нешто вакво. Првото нешто што го направив една журка со тие 3 касети. Значи со 3 сати музика направив. Фактички испадна дека е првата техно журка во Македонија. Сега тоа сакам да те прашам. Значи 3 работи јас што ги прочитав за тебе, не ги знаев, а се познаваме. Може јас сум крив што не сум изразил порано интерес поќе. 3 работи, значи првата техно журка во Македонија организирана од тебе во 89-та година. 30 ноември. 30. Сакам да ја кажам датумите за да тоа што секој се најдува некој, посебно од Скопје, што сакат да го украдат приматот на прв. Не дека тоа нешто не мене ми значи. Па и да ти значи. Чисто за да знаат дека од Битола тргнуваат сите работи. Јас сум емотивно врзан за Битола. Од Битола почна свето, ми се чини. Втората работа е првата техно песна, направена од тебе во 91 година, последниот Титов танц. Така. И уште едната трета работа, ќе ги објасниш, ќе ги кажеш сите, значи првиот техно албум во Македонија е направен од тебе и по Тито Техно. Да, и по Тито Техно. Тоа е фасцинантно да се слушни и баш сакам да ми ги објасниш сите ти работи како се случи. Значи после таа журката направивме уште една во Junior, поинтимна. Таа беше исто страшно успешна, али форсирав да го правам тоа затоа што осеќав дека има нешто и дека е некој напредок во музиката што треба секој еден да го заслужи и така задача си доделив дека ќе правам и ќе учествувам во сето тоа
додека еден ден не поминам по широк сукак и да слушнам од секој еден кафич да има електронска музика. Тогаш ќе престанам тоа да го правам и ќе му го оставам тоа на младите. Така, а со кое име почна? Искрено почнав со Доктор Есит. Имаше една песна од една автор, Рифифи се викаше Доктор Есит и Мистер Хаус, со цел дека некојаш ќе најдам некој што ќе се вика Доктор Хаус, Мистер Хаус, така, и ние ќе бидеме дуо Доктор Есит и Мистер Хаус. И од која направив та песната, а 2 години, секоја вечер која ќе се вратев дома, после излегување, слушав една плоча од 11-ти конгрес на Сојуз на комунисти на Југославија, говор на Тито. И си забележав секој еден збор што сакав, што ме интересираше, на која секунда Ќе го потребиш. да, и си забележав за да направам реченица што ќе има смисла на крајот, не сакајќи да употребам цела реченица да не има некакви правни реперкусии од јас тоа го користам или нешто и да завршам. Значи, од тогаш се мислеше да бидиш секако Да што бидам треба, много легално, коректно, да. да нема така. Така да на крајот составив една реченица која фактички може да Тито и никогаш не е изговорил, барем не е така како јас се составив. Сечено, лепено, монтирано. Сечено, лепено, монтирано на касета. На касета. Така да 2 години тоа Сега го ќе го спремам. прати со 2 клика и тогаш требало да... Да, значи јас тоа 2 години го смислував. И го направив на 15 ноември 1991, фактички таа е првата електронска трака во Македонија и на Балканот. Така. И искрено сум особено горд на истото, затоа што ништо слично немаше ни продукцијски, ни музички во тој, освен Лајбах, ама тие беа скроз друго. Така да имав супер критики од рок или што знам од познати критичари. Дејан Цукич во една пригода ме спомна дека сум голема надеж на тогашна Југославија и ме споредваше со тогашни групи како Лајбах, Боргезија, што веќе издаваа за белгиски издавачки признати. Тоа сакам да прашам реакциите какви беа после на Во Македонија никакви. Македонија. Никакви, се додека не добив признание однадвор, во Македонија никој не ме третираше за жив. Гледа, во Македонија техното го прифатија пред 5 години. Да, веројатно така е, да. Така И двајцата сме љубители со кумбата на електронска музика, тој може малце поиќе од мене. По хардкор сум малку, јас по-хардкор. псай транс сакам. така. И си оди. Ама и техно, да, и техно. Посебно од техно само аз и техно почитувам, пошто најмногу ме потсеќа на транс, најблиску е до трансот според така. моето Добро, да. гледиште. Мене Есидо баш ми е она. Да, од да. прва љубов и го имам во секоја форма на моето музичко делување, во имињата, така да баш е составен дел од тоа. Без разлика јас дали правам таква музика или не, мислам дека А претходно што начинот на- музика си пуштал? Пред да се го откриеш. Па, Аз искрено, кога дојдов од војска, сакав да најдам начин да не зависам од моите да заработвам свој пари. И пошто имав голема колекција музичка, реков, ајде ќе пробам со музика да заработвам, затоа што илјадници луѓе ми ај сними мене касета, сними мене касета, сними мене, значи, знаеш. ти до сад И реков, пред- дај еден ден да место да снимам, ќе го наплаќам тоа, без разлика колку е то пари, еден да поќе да можам да си купам навечер нешто или нешто било што. И во тој период, освен легални продавници за плочи, немаше ништо друго. Во Загреб се појави еден лик, Дамир Тилјак, што од рака на рака пушташе некои каталози, или ако и побараш на негова адреса, кај што во него точно и прецизно се опишуваше кој албум, колку минути траи, на колку може да го собери во касета, на каква касета сакаш да снимаш и така. Значи да стигнеш до тоа што го сакаш од Дамир Тилјак во Загреб, требаше да му пуштиш касета во Загреб и да ја добиеш назад, што временски траеше некош месец дена. Да, пошта. Да. И славијан. Али беше единствен поинаков начин, освен да одиш солум да купиш музика, што беше релативно скапо, иако ги имам скоро истите цени со и денес. И значи имаше огромна колекција музичка, барем за музиката што во тој период мене ми значила, а пошто бе војска во Загреб, значи Загреб ме ментално ме промени и музички, и културно и било како. Така да тогаш почнав да слушам некоја што битолчани викат алтернативна музика, дарк, некој готик рок. И до ден денес ми е таа, да речеме, омилена. Си слушаш ден денес. Па да, Таа музика. иако нови групи многу и нема што прават,
или тие што ги има не се многу по мој вкус, али секојаш тие тогаш што постоеле, Sisters of Mercy, Bauhaus, Joy Division, Mission посебно. Секојаш ми се фана и често сакам кога имам прилика да ги гледам во живо на концерти, тоа ми е гушт, што викат хрватите. Гушт. Така да таа музика ми е окей. И сега кога сум лепел плакати некакви, а јас под истиот трк на Дамир Тилјак реков, аха, сега јас ќе напишам се што имам плочи и ќе залепам по дуќаните. И одев прашав, може да залепам? Може. И се лепам, јас тука 3 плакати со текст. И лепам во еден дуќан и на Господја ми вика, може да те прашам шо е ова, шо е? Е така и така. А ми вика, дали мислиш ти некој дека ќе седи и ќе чита 3 страни текст тука? Вика, ти ќе направиш нешто, ми вика, сега ќе направиш некоја графичка идејно решение и само напиши телефон, снимам музика. И реков, ова е интересно. Кажеш колку паметна идеја. Да. Собата се вика Лидија Ѓоргиева, една битолчанка и една од првите што ја донесе јогата во Битола. Мене ми е криво што од тогаш можда и немам никаков контакт со неа. И јога не правиш дома, сигурно. Апсолутно. Тај Така да, исто кога сум ги лепел тие, дојде еден човек ми вика, можете прашам шо правиш и му кажам и ми вика, а ти имаш многу музика? Имам. И ми вика, да те земам да пушташ музика кај мене. И кај шо правиш ти? Јас имам вика дискотека, Сенатор се вика, покојни Аце од Сенатор. Сенатор. И така да ме зеде во неговата дискотека и тогаш прв пат во турист, што се наоѓаше на сегашно на железничка станица, тоа, како се вика кафаната. Путник е сега, мислам. Путник. Да. Тогаш прв пат таму почнав да музика, како загревање за Славе Келешовски од Ресен, што во таа година, пример, беше прогласен за најдобар диџеј во Македонија. И сега спрашувам што треба да пуштам, тој ми вика, што сакаш, твој избор. И сега тој купуваше страшно многу музика оригинални, што тогаш беа многу хити, макси синглои што се скапи, да речеме, коштат повеќе од колку обичен албум. И ги имаше во тоа време сите хити. Јас тој период многу ја мразев таа музика, Роксет, Били Ванили, Майкл Джексон. Не ти беа тие. И може да си пуштам по моје, може. Сега си пуштам по моје, ама гледам дека нешто не е тука како што треба. Не ти реагират луѓето. Ама реков, значи почнував да сваќам уствари, ако сакаш да опстанеш, треба да му погодиш на народот, а ако сакаш да му подметнеш музика, треба да одбереш точниот момент кога сакаш тоа да го напишеш. Така да, да речеме, може да бев и првиот што пушташе ЕКВ во дискотека, парти брейкерс или рок музика, знаеш, што претходно пуштаја, да речеме, во дома на културата. Ама пуштаја на крај во Трипл, кој си ојде да си пред фајерот. Не пуштаја во жижата, Во жижата. Така, што знам, бев окуражен од таа слобода што ја имам да си делувам по моје, ама сепак исполнував, гледав рајата што сака. Да биде задоволен. Му погодвав за да можам да му е подметна мојата музика. Така да може да и денес правам исто така. И сега спомнавме првата техножурка и првата песна што направила 91-а. Па и првиот албум, така. Сад наредната година ме викна во Скопје на првиот техно фестивал во Скопје се слушнал, некако така и се викаше техно рейв, што знам, во МНТ го правеше еден дечко Кесма, сега живее во Словенија. И вика да правиш, да пушташ, јас му викам, јас не знам да свирам, нема врска ти да не знаеш да свириш, ела да видиш гостини, еден од тројцата учесници, едниот беше Киборг, што покасно свираше во Мизар на Сайзер и си имаше своја група Киборг. Другиот мислам дека се викаше On Trance дечкото и уште тогаш беше женет, така да предпоставам дека тој никош повеќе не се занимавал со музика од истите причини. Така да јас имав само една песна. Наредната година снимав уште една и реков ајде ако ова успешна е ова последниот Титов танц, говор на Тито. Па ме викна Терзиевски во радио Битола да пуштам. Да ја пушти ми вика ела песната, ќе зборниме нешто. И само што пуштивме песната, покојниот Менде, Петковски со трчање влегов внатре и вика гаси ја ова, те сите ќе в затвор. Така да имав доста обструкции, нигде не ја пуштаја таа. Се додека една моја пријателка Алфрида Тозиева беше керка на некој си уредник
како еден од уредниците на Радио Урнебес тогашно, во сабота беше една од најпопуларните емисии во Македонија. Таа свиреше виолина малце покасно во String Forces, сега е негде во Америка. И му се јавив да ја замолам да му дај на татко му, за да ми ја пуштат во Радио Урнебес. За среќа, тогаш Ристо Мубата имаше некоја песна со Тито, како славен да бидам, појма немам како се викаше. Да. И беше хито час, а мојата песна ја пушта пред, неја секој сат, што значи дека тука добив некој медиумски простор, да. Али во принцип се додека не ја направив промоцијата на албумот 94-та, кај ја правивме во дворот на вокалот на Мизар Горан Таневски. И тој вика, се јас ке направам, ке ти викнам, се публика, вика се. А никош не бевме пријатели со него, онака на драга волја. Така, му беше кеф Да, него? му беше кеф, да. За нешто квалитетно. И тој викна некој ТВ политика од Белград, некој новинари од Белград и се додека таму не имаше во Белград да не видат македонските медиуми, така почнаа да не барат и да се интересираат за нас. А кажи ми од овие три работи сега што ги наброивме. Значи првиот албум, првата журка и првата песна што ги направи ти. Што ти беше најтешко, а кој ти беше најголемото задоволство што ти произлезе од тоа што го постигна? Најтешко во процесот што ти беше? Затоа што збораме за време кога немаше многу услови, реално сами го кажа на почеток. Дека Значи, најтешко е што не знам да свирам, да речеме. Не знаев музички да се изразам, а сакав тоа да го направам. Ама пошто е музика што треба да земиш семпл и да го правиш тоа, са тешко беше во тоа време да направиш семплови. Ние кога имавме концерти во Скопје, идеа деца и сами ни нудеа соработка. Ќе ми речеа, дојди кај мене ќе ти дам семплови вакви, кај мене имам студио ќе направиме ова, знаеш. Така да имаше луѓе што на тој начин сакаја да допрат до нас и да видат што значи тоа што го правиме. Ни рачуне во 94-та музика да правиш електронска музика е исто како ванземалци ја слезат на земјата. Така да и така и не третираа кај што ќе одивме по клубоите. Значи повеќе луѓе имаше зад нас за да гледаат што правиме, вадиме музика, немаме гитари тапани, отколку пред. Така да тоа што е Бойлер Рум што стана хит, ние го доживувавме уште 20 години пред тоа. Битола, кажи ми кај почна да пушташ музика прв пат? Дали памтиш во кој локал? Турист, да. Турист. Исто добив информација дека и во Висаш имаш работа. Ти си повеќе запознат со тоа, пошто си од тоа време, ние не го фативме толку, јас Висаш не одев, бев мал. Што значеше Висаш за Битола во тоа време? Значи тој беше еден кафич, не секој дневен, кај што не одеа луѓе од сите, ако не се лажам, од сите типови на луѓе, ајде да кажем, таму. И сите што одеа до денес викат, да речам, не се отвори никогаш како Висаш уште еднаш место, да речам пекат по Висаш. Сите што беа редовни таму што одеа. Висаш беше културна револуција, да речеме. Една културна слобода на секој еден што можеше музички да се изрази или духовно да се изрази, да биде свој, таков каков што е, да не мора да се преправа пред другите. И да се објаснува. Да, да се објаснува зошто е таков каков што е, знаеш. И таму имаше тоталната слобода да прави буквално што сака, иако никој не правеше што сака. Имаше некоја строга хиерархија, што самиот кафич сам по себе си ја наметна, без никој на никој да му каже како треба да се однесува внатре. Да речеме, тие први што идеа, седеа прво до зидо. И кога ќе видиш некој нареден до зидо, одма знаеш дека е тој нов, знаеш. Како се ослободваја, одеа понапред и мислам дека му беше крајната цел да стигнат до Шанко, да што знам, па да закажат маса, тоа беше веќе тешко. Требаше ептен врски да имаш. Да. Али мислам дека имаше свирки, свиреа? Не, никогаш немаше свирки таму. Имаше јас од кога заминав. Ама немаше ни потреба од истото. Да речеме, ние сите таму, или голем дел од нас, пратевме музика. Таму беше, никогаш не третиравме комерцијална музика, барем не во почетокот. Се додека јас не успев да го наметнам техното, во даден момент кога тоа стана ултракомерцијално, беше изедначено со некакви си
Јас не успеав да влезам. Дете ми беше многу страв. Страшни луѓе ми излегваја од внатре. После го потпораснав затвори и реков никош не седи. Значи, мислам дека од сегашна гледна точка кој ќе гледаш, страшно интелектуалци излегвале таму. Така. Се што било, ајде, некој што кажува олош, било надвор од тоа. Не во Никогаш смисла олош, а во смисла на начинот на облекување, пошто јас сум роден 89-та и сега сум растел 90-ти, дека што сите бевме со ванелчи на исто облечени. И сега гледаш некој даркер излегва од внатре, страшно беше. Барем за нас другите помалите деца што не знаевме. Не тоа дека сите излегваа таму така облечени, знаеш. Сите мислеа, сите нови мислеа дека така треба да се облече. Малце мит е тоа. Да. Дека Мислам, кој ќе видиш дека Берхајн ефект му наметнале на висаж. али во принцип сакам јас на секоја нова генерација да му се случи еден висаж. Знаеш, мене стално ме викат во некакви си емисии или нешто да зборам за висаж, како гласноговорник на кафичо или на идејата за висаж, ама јас на сите му порачвам да не се врзват, посебно на тие што не се дел од нештото, да не се врзват за тоа затоа што никој што не го искусил. не го доживеа. Така да поарно е за тоа време дори трошат енергија да се врзат со висаж, да си најдат свој висаж, наместо да се врзват со непостоечка приказна заедно, знаеш. Јас сретнувам чупе што ми вика, јас таму излегвав. Е кога излегваше, ами имав 3 години татка ми ме носи. Значи, Скут му седеш пи желбата што сака да се врзи на некако си ја најде точно, та кетч точно. некој за да се фати за приказната. Што мислам дека е погрешно, ама Секој со својата. Да. Или често одам вака на рејвој, са рејвој ги викат. Да. Било дали се во шуми, по визби, по тавани и сегде. И нешто што многу ги нервира диџеите, а и треба да ги нервира, обично кога ги земи некој ги му осте пијачка тука на масата или не знам. Ти сега модерно е витка тутун, па си застанува си витка намаса тутун. Кажи ми дали ти си има десено некој таков куршлус да ти избие на сред работа нешто, вода да ти истурат, да ти пукни некој дел миксета, да не ти работи програма, ете како нас опремата не ни работеше денес, од 2 се затокнувивме, да. Да ти падни некој пијан на лаптоп на нешто. да, ама во принцип сето тоа строго го контролирав затоа што јас уште пуштам на цедина. Не сум од модерните диџеи со стик што пуштаат. Така. Така да, веројатноста дека мене повеќе ќе ми зафркни во текот отколку на модерните диџеи помала. Сака да каже дека Симсот е модерен диџеј, пошто го ги гледа во радост или си носеше цедиња Симсо со стикче. Так, па едноставно полесно. Сними си клајци Така да се имаше случај еднаш во лектира кога пуштав музика, Љате примети дека се нервирам, дека тука пред мене пуштав, ама немаше мермер кај што и клавав цедината и долу некој ми чукаше со ногата на ова кај што беа клаени цедината и ми скокаја цедината. И Љате виде дека се нервирам и ми застана вака пред мене и ми вика уживај се пуштај. И јас сега пуштав 4 сати седеше пред мене, значи цел кафич си испразни му викам Љате во ред може не да не завршиш. Нема шанси. Така да. И да има Љате ми е спасител. Што сакав уште да те прашам? Уште почнав ти реков дека многу брзо врви времето. Да. Значи првиот дел рековме за музиката, ке уште 2 прашања имам. Албумот Музак. Добре. Како дојде до албумот Музак? Сам го правеше, со друг го правеше, кога излезе 2017 излезе, ако не се лажам. Да, ама е смислен 20 години, да речеме. Значи, чекан, смислен 20 години. Ова е омотот од албумот Музак. Гледавме тука, да си крцка. Значи, не го правев за да го направам. Го правев за да направам нешто што ужасно сакав. Пример, кога бев во неголемата експанзија електронска, да речеме, како диџеј и нешто, и стално ќе ме прашуваат тие младите диџеи, како да направам јас, како ќе знам јас дека направив добра песна. И јас ги зафркавав, му викав, кога ќе направиш сентиш, тогаш ќе бидеш добар диџеј. И реков, знаеш, многу сакав Брайан Ино. И неговиот пристап до начинот како тој размислува за да стигне до одредена музика. Пример, сакав да направам некој таков амбиентален овој албум и кога престанавме со Сашо со работа со Ксавије Ресит, реков ајде ќе направам нешто. И пробав дома направив неколку песни
Од музик, што ги правеше песни Да, или уште си? тогаш. Така. Уште тогаш имав две веќе. Ама не знаеш што со нив. Така. И пошто немав други, и остев, реков некојаш кога само ќе си дојде дојде. тоа. И имав едно од чупината што ми беа во модната агенција, негде биле на некоја седенка, изборале за музиката што сум ја правил некогаш и рекле, ај сега ќе прашаме Ивана, така ни кажеш, знаеш. Ивана појма нема, и вика, ај, не се прави ти, знаеш. И другиот ден дојде на телефон ми вика, слушај, како јас не знам дека ти порано си правил музика, јас не патам од тоа дека Треба да знаат не луѓето одам дека- со знамето да ме кажа, Правам јас сум музика! тој. Кој знае. Значи, тоа е плюс, таа музика што останала до тој момент или до денешен момент, за да знаат за неја, значи дека била исправна и на место. Само што му треба време да се озре и да ја сватат околината. Да. И Сватија музик, извини, што ја прекинам, го сватија не, музик. мислам дека му треба уште време. Ксавиер сега го свати, што е чудно. Значи сега Сега пред година, 2-3, има еден куп дечи на млади што Браво. ми пристапват и ми викаат, за Ксавиер, кажи ми, како си правил, можам семплој да земам, како ќе да најдам ова, кај да најдам. Значи му требало добри 30 години на Ксавиер Есид за да... Значи било 30 години пред времето, што ми е вау. Па сите работи што ги работиш досега, после што ги исполними во вториот дел од емисијата, се искрено можам да кажам дека си стално пред времето со сите работи што ги работиш и со Па имам едно агенцијата, мото. не знам што се Мотото дешава, вика што вака. правиш ти. Што ти ја отрова бе, што се труеш ти? Кока-кола. Со кока-кола се труе. Јас ја откажав. Од притиск. Имам едно мото што вика вака, секое правила има исклучок што потврдува правилото. Тој исклучокот секој сакам да сум јас. Без разлика Така. што е жртвата на истото. И во која форма ќе делуваш и како тоа ќе испадне на крај. Така да, можда е тоа, Можда. да речеме тоа. Кажи ми музика за нашите гледачи, јас го најдов на интернет, цел албум, значи го најдов да го слушам на интернет. Не знам како беше веб страната, не се На сеќавам. Bandcamp е. На Bandcamp, да, на Музак, Bandcamp беше. албум Прва се ќе вика излези Метрополис, музак, албум да. Илија Талев, ако напишите, ќе излези одма првиот линк Bandcamp, таму ги има сите песни од албумот. Со се имиња, со се време траење, можете да си ги слушните, можете да си ги купите ако ви се бендисват. Ама поентата што беше од музик што сакав да ја кажеме накратко, зашто многу брзо ни врви времето. Типот на музика во музик. Јас слушав една изјава твоја кај што велиш музика ако чекаш на аеродром, ако чекаш во маркет, дури си во маркет, музика без ритам. Тоа го слушнав. Значи, музик, фактички, во 60-тите години имало музика што се пуштала наменски на во одредени простори и не била никако именувана, се додека, или уствари била именувана како музик. Музик значило некаква си музика што не е комерцијална, туку се користи за строго определени цели. Да речеме, наменски, ја пуштале во маркети, дури купуваш да не ти е досадно. Да. Дури чекаш на авион, дури чекаш во чекална назад бар. Влепат гостите на свадба. Да. Во лифтој, дури одреден период е вика elevator music, значи музика за лифтој. Се додека пример Брајан Ино не ја воведе терминот амбиентална музика, од тогаш истата таа музика се вика амбиентална музика. И реков, супер, знаеш, ај ќе пробам јас да направам таква. И читав некој списание, Дневник, мислам беше, и во Дневник вика некој доктор во Источна Македонија правил операција и наместо бубрек извел панкреас. И са новинарката го прашува како може доктор, тој бил најдобар доктор во Источна таму, Бог и батина. И вика како може доктор со такво реноме да направи почетничка грешка. И тој вика се збунив од ти, да речеме, панкреасо емитирал знаци на бубрек, му се преправал, се каш му глумел. И си реков, супер е ова, ако може и тој да глуми, јас сега ќе направам музика, што во основа ќе биде моја, ама ќе земам еден куп семплои од други групи и сите ќе се преправат дека се мои, се каш. И така почнував да вметнувам во моите музики семплои од Лајбах, од Pink Floyd, од не знам што, и така стигна овој албум. А прега не доврши, значи Ивана ми вика,
Како може јас, ако сакам да направам нешто, му викам, ќе се снимиш на мобилен, гледај то во WC, да оти таму има изолација од надворешни звучни влијанија, супер акустика има во WC. И по една недела ми стигнува нешто што си зборала, импровизирала. И ми вика, ај слушни говорелите бенди са. И тогаш ме тргна за уво, знаеш. Ти светна, Седна вечерта и направивме песна што се вика Инсомнија и што има во музика во албумот. Многу брзо направивме некој што ги имав стари, малце ги дотерав, уште 5 песни, една е незина, и така испадна албум. Една година го чував заклучен, за да видам дали по една година ќе ми биде уште убав за да го објавам. Ко си дадов Амин сам си даде. Амин сам себе си, Ќе го тогаш објавам. го објавив, така да. Мило ми е и сакам да му порачам на сите гледачи, сериозно, не е стварно секојдневна музика, да меѓутоа да ја слушните, да го пуштите албумот, многу не секојдневна е за одредени ситуации за уживање, јас би рекол. Ја слушав 2 дена јас уназад ко ми прифати да идиш во емисија, а исто така и албумот. Ја пуштале во посебна соба во Белата куќа, кај што требало определени гости да идат. Во една мисија на НАСА имало само музика, така да е специфична музика што зборот ми е пополнува простор, да. Да, зборот ми е да пуштат, да видат, никој не ги тера сати да слушат, едноставно да видат нешто различно, затоа што тука имаме гости денес што се што направил до сега во животот, 30 кусур години кариера. Вториот дел сега ќе направиме на кратка пауза, ќе зборниме и за другото. Се што направил е нешто поразлично и затоа сакавме денес со Кумбата да го викнеме, да испромовираме многу различни работи, неконвенционални, пред времето направени, а тоа ретко во битола кој што го има Јас направено. никош го немам видено иле во, не знам, во гужва, на Бејло. голема сцена, да, кај секогаш на убај алтернативни мирни места кај што одат луѓе стварно што сакат да уживат. Пошто верувај сега во последно електронската музика, пошто така некаков бум доби покрај дрогата, пошто са мора да ететириш од друго време кај што не било толку популарна дрогата за да слушаш Да, техно. мислам. Сега мислам дека мора да се издрогирам за да одиш на техно журка. Шмрчичи, Да, мурчичи, да. таблици. И сега пошто тоа е некако популарно, многу често се дешава на журките кај што одам да дојдат такви фуфици цели дотерани, нашминкани се. Во најјакото ти го чекаш цела вечер диџејот тој што е, да речем, звездата. Ке се истуркат, ке направат неколку сториња, ке се изнасликат, ке ги објават, Да. проверват, супер е се и ги нема, и бегат. И се празни пак. Значи се полни 5 минути кој ќе дојде звездата и се празни, никој не сака уствари да го слуша, само да имат стори дека биле на, не знам, Борис Брејча или на многу други. Види, мене, например, многу ми смета одиш на концерт, ете, ти си човек по концерти што оди многу. Зошто сите се со телефоните в раце, цела вечер снимат, јас тоа не можам да го разберам. Аби уживај го моментот, Јас човекот правам дошол. само една слика. Еднаш во Исто 100 јас, години, да. сликај се, Само не да е се проблем. сеќавам дека на тој и тој датум еве сликата сум бил на тој и Да. тој диџеј. Доволно. Ама ти си знаеш како си помина, чувството е твое, Некогаш не можеш си ти да- знам, ама Некогаш не знаеш. само ја гледам сликата, ама барем да знам на кој датум било и која година. Не, муабетот ние треба да го доживееш нештото, да се препуштиш на самиот концерт, а не да имаш цел ти да снимаш и да сликаш цела вечер. Исто и на фудбалски надпревари, спортски било какви други. Сакам да го надпревари, прашам, со Иле, телефоните. ме интересира и мислам дека сме при крај Со првиот дел, да, сме. Значи почна со Асид, претходно ете кажа се друго што си работел, па и алтернативна музика еве сега. Дали си размислувал некогаш и дали сакаш, имаш некој, не знам, фаворит филм омилен, што би сакал ти да му направиш музика, или дали си размислувал за филмска музика, или може имаш и такво нешто направено, ете не знаеме. Имаме направена музика за книга. Значи, то никој не знае, во 95-та година, како Кцави Ресит, авторот Петар Волнаровски, кој е битолчанец, напиша научно-фантастична книга, се вика Граница, и е една од првите научно-фантастични книги во Македонија. И ни понуди да правиме, така да тогаш ние рековме, окей, ова е супер, дај ќе пробаме како то. Супер беше, заедно се продаваше касета со книгата. Интересно, значи додека ја читаш да си Да си ја пуштиш музиката, да. Знаеш, колку Што е интересно. супер, мене ми е исто како да направив музика за филм. А пример, еве, омилен филм ми е... А за тој што чита бавно на 2 касети. Ти ќе му запотроши музика. Ќе ја пушти на после. За Така, кој да. ти рече омилен филм ти? Одисеја 2001 ми е омилен да речеме, па делчина од филмот ги зедов ги вметнов во ова. И често користам
од диалози од филмо или фрази и во музиката на Ксавиер Есит користевме и да речеме во музата. И во секојдневниот живот. А обратно, дали некогаш си рекол, а без овој филм јас да направив музика, имам идеја, пример, Па или... не, то треба, што знам, само да ти дојде или да ти понуди, дека јас размислував дека аха, јас можам ова да направам. Баш обратно се дивам кога некој ќе слушнам, пример многу ме диви, што знам, Скопјани се смеат кој ќе речам диви. Многу ме диви кога слушнав во Данкрк, филмот Втора светска војна, како растеше градацијата во филмот сценариски, така се зголемваше притисокот на музиката, беше се Тензично. за да во даден момент стигне кулминација едното и другите, квалитетен филм, тоа мислам дека е И во гениално. поглед на музика и колор корекција и се многу квалитетен филм. Фантазија. Дали може да направиме сега една пауза? За реклами не е, оти немаме ни спонзори, ни бутори, ништо за да има реклами. Кратка пауза, джингл. Одиме вториот дел со емисијата, ќе разговараме за Метрополис, модната агенција на Иле и најголемиот моден настан, па во Македонија може и прв, Битола Fashion Week, многу сакам да слушнам за него нешто поќе. Се гледаме после паузата. Се вративме после кратката пауза, джингл пауза што ја викаме, без реклами, no commercial. Пошто времето ни е многу кратко, имаме уште многу работи да ги кажеме, нема да стигнеме да ги кажеме. Сакам сега првен Илја да го прашам, во првиот дел, музичкиот дел не стигнавме да те прашаме за колекцијата Битола е градот. Што е идејата со ова колекција, како ти дојде идејата да ја направиш и кои траки ги користиш од локални бендови и така нешто? За да, знаеш, секојаш ме прашват за одредени работи, музика, кога ќе ме сретнаш. За да спасам од заборав еден куп, знаеш, или да ги озваничиме, баш како што збораме, заради тоа ривалство Скопје, Битола и така, затоа што секојаш мислат дека имат подобри пејачи, подобри музичари, спортисти и шо уште не. Идејата ми беше за да, како еден вид, што би рекол Коте Делчев, поле за надпревар, за да види... Културолошки надпревар. За да ги, знаеш, озваничиме, Увековечиш. да, баш. Сите тие, Песните да му од дајме локалните. едно признание плюс на сите тие, затоа што голем дел од нив и не постојат. Така. И можда никогаш нема никој да ги сретне, за да не бидите од така. Решив да направам 3 компилации, ова е првата, со групи што функционирале во период од 2001 до 2022. Имав неколку Кои групи ги имаш во... правила, па секој една што сите Браво. ги знаеме и што Неколку постоеле да во ни тој наведеш. период. Да, гледам од Почнувајќи Мазно е, ама не и многу други Така. што веќе и не постојат, да. Крсте Роđевски, така, што живее во Њу Јорк, одличен Да, музичар што соработва со светски признати музичар. На последниот албум, пример, бас му свиреше еден од најдобрите басисти за мене, Бил Ласвел, така да, вау, секоја чест. Пијан Слава и Фолтин, Љубој на Код 369, Памперс, да. Вел. Така да, сите тие имав неколку правила што сакав да ги почитам, првенствено да мора да биде на македонски. Во случај има пример групи што никогаш не снимиле македонска песна, али заради тоа не треба да ги изоставиме, така. Точно. И инсистирав јас да направам избор на песна што мислев дека ќе биде адекватна за ова Таа компилација. компилација. Втората компилација е, иако тешко иди, значи самите групи во принцип не се каталошки спремни да си ги подредуваат, или спремат работите, да берат гајле за нив, фактички. И заради истото сакам да ги направам. Пример, сега не знам како тешко би дошол до податоци за групи до 2000-тата, значи Мадригали, Трнвоко, Homo Sapiens, Чоканче во тој период што, знаеш, пример знам еден музичар што му барав песна, се скара со женската му ги изгоре цел материјал во камин, така. Господе, бре, жена бе, ѓавол да му се не види, бе. Ти си се мачел таму 100 години, ќе земи, ќе ти го изгори. Али јас најдов други материјали преку една издавачка што ги изваде од Тетовска издавачка куќа, па од таму изведов на касета, па се треба да ги Дигитализираш, дигитализирам, да. Што е
комплициран процес, али why not? Така, кажи ми, може да го најдат... Не е, пошто не е, со сите групи се договорив дека не е за продажба, можат на Bandcamp да го најдат, да си ги слезат бесплатно песните. Да слушнат што нудат тие бендови, Да. ти повеќето од овие се и уште постојат и свират. Па да, голем дел и се, буквално се можда и меѓу најдобрите групи во Македонија, така да, а компилација со заслужува внимание. Точно. И за наредни некои генерации, за воидни, да. Што ми е многу битно, што морам да Третата спомним. компилација е за електронска музика, што одвај чекам да ја направам. Да речем. Па те могам да не информираш, Да, кој ќе направиш, ќе направиме промоција една заедно. Со Брчиме, со емисијата, со Мими ќе направиме промоција. Ние тука сме да поможиме, што можеме со нашиот медиумски простор. Многу битна работа што сакам да ја спомниме е Битола Fashion Week. Многу луѓе го знаат тој настан, затоа што беше еден бренд препознатлив, да не речам твојата модна агенција Метрополис, агенција за мода, култура и уметност, беше прва модна агенција во Македонија. Не, али во тој период беше единствена што правеше таков настан на државно ниво. да речем. Кажи ми за Битола Fashion Week сакаме да слушнеме. Како ја почна, како ја тераше цела таа работа, јас кога што знам во организацијски ти сам се правеше, значи од 90%, од идеја до реализација, тоа е еден процес што захтева многу труд, многу време, нерви, претпоставувам. Па да, И кај беше првата церемонија, првата Битола Fashion Week, кај ја во одржа? завод музеј и галерија се одржа со тогашно разбирање на директорот, иако мислам дека имаше обструкција од работените. Каде тука мода, фешн, Добро, се знаеш да. Да. Сам, али Некоја тетка звезда не, на беше 70 симпатично години. како настан и ни даде отворени раце да одврзани раце да правиме што сакаме буквално таму, иако не го злопотребивме тоа, нели? Мислам дека како за иако јас да рака на срце појма немав што правам. Знаев дека сакам нешто да направам, пола од тоа не знаев како, ама сите што дојдоа ме учеа помалку. Клада така е на рака ние што велиме на. Така да тогаш дознав еден куп работи што сум ги немал, а што биле составен дел од нештото, али за наредниот пат се поправив, така да Колку едни од години други траеше се- таа 10, приказна? 10 години? години. Соработваше со повеќе модни дизајнери од Македонија. Целта ми беше да имам почетници, значи да активирам посебно од подрачјето околу Битола, затоа што секојаш ми е битно да Битола и битолчани. И ми е мило што во тој период што активирав неколку личности, до ден денес работат со тоа, може да се заклучно со цаци се, може да и во врвот на во Македонија. Не знам, не се сеќавам точно дали Никола беше, Никола Петровски. Да, фактички така ми дојде идеја. Јас Никола беше еден од првите креатори што ги запознав. И секојаш ме тераше му правам музика за неговите реви, меѓу другото правев некоја музика за некој настан што требаше во сајмиште да го прави. Ми беше мене интересно да му клам во нормалната музика што му ја правев, кладов инсерти од порнофилм. Затоа што мислев дека ќе биде интересно секој еден што ќе слушни звук од порнич, а ќе знае дека е од таму, затоа што е Се знае. добра асоциација, да му биде срам од тој до него дека е слуша музиката. Знаеш, така да тој доби награда за најдобра музика таму и така натаму. И тука малце мене ми се отвори чакрата, си реков, аха, ако јас тоа знам да го правам. Знаеш, и стално кој ќе правеше, тој ме викаше, ај поможи ми сега за ова, ај се овие закачалките да наредим, ај се ова, и реков, чекај, јас може знам да направам и настан, знаеш. Свое, да. И пошто брчера ми беше блиска со еден креатор од Охрид, Булевски, би си реков, окей, Никола, Булевски, трет, четврт, пет се доволни, во 2-3 вечери ќе направам, сите по 2 во вечер, вака ќе биде, така ќе биде. И некако истуркав та првата година, доби каков таков некој медиумски
Успех. Имаше помош од некој Таа зборам година не. финансиски. Не, никогаш сум немал. Финансиски самостојност и Никогаш. Една година ми беа Васидора спонзори ми во дадоа. 10 години никој не сакаше да поможе за буталски. За втората година му се јавив на Тјаша Станич, кој живее во Словенија и можда е една од најдобрите манекенки од наши некогаш што работеле со големи уметници, со Галиано, со Валентино, со безброј, што снимала реклами за Милкач, за се и се што. И пошто знаев дека таа работи нешто слично, му се јави во Љубљана и таа дојде тука да ми поможе. Така да 2, 3, 4 години со неа работевме и таа ми дојсе два спонзори словенски. Едните правеа мостој, другите беа осигурителна компанија. Словенски спонзори ти дојсе. Да, Од да. овде спонзори? Македонци никош не. Значи бев грците ми беа овие Васидора, што ајде, ако речеме дека тука Да, живеат тука веќе ще. се и македонци можда. И словенци што прават мостој, пази. Што најмалку му беше битно во што инвестират, само ја го поздравија како идеја, го одобрија, ниту бараја карти, ниту дојдоа да шлукат, ниту ништо. Колку беше ти задоволен од тие 10 години се што направи? Премногу. Самиот. Премногу затоа што знаеш дека си го направил сам, со мање више со сопствени пари. Тие пари што ми ги дадоа спонзорите не ги пикнавме в джеп. Нормално. Него ги инвестиравме во тоа. Купивме црвени килими, сошивме навлаки за столиците, затоа што во ниједна институција нема 100 здрави столици за 100 Да, купи. да. Сите беа распари крш. Секоја година имаше 20 помалце, па оде во магазините, најдував со штрафци, заштрафував 20 или изнајмував од ониот театар практикаблите за користев такви за да имам поќе публика или за... Колку што се сеќавам, дали, не знам са, може грешам, последните настани не беа и во фоаје горе, Да. Во кафаната, не да, во беше. кафаната уствари. Најчесто беа таму Да, затоа што да. беше Ние простор. викаме кафана, Да, значи да. тоа е простор кај што и кафана беше и други Беше настани се направено. организирани. Тоа на камера и на фотографија изгледа супер Да, простор. да, да, знаеш. да, Сите се точно. чудеа, кај е ова битола, кај имаме ние ваков простор. Имаме во Така да срцето. добро го изменаџирав тој дел да не се познава, пример. Иако имав обструкции таму, да речеме, што знам. Јас во една година барав да му купам 100 сијалици, да ги клад горе, ми рекоа, не може, кој ќе плаќа, ќе струја, знаеш. Да, немај Така да- така да си донесол Така, 100 да. тисијалици, боже Али сачува. небитно, во принцип, на секоја една врата кај сум чукнал во тие институции, театар, центар за култура, музеј, секојаш ми Ти излегле во да, пресек. ми излегвале со цело срце и јас сум благодарен на тоа. Са дали едно кон друго си носи поголема и пошироко врата отворена, Да. не знам, ама дали квалитетот на манифестацијата тоа било исто не знам. Така да А вака малце се од другата страна. Значи, за да имаш модна агенција и да правиш таков настан, потребни се манекенки. Манекени. Да. Ме интересира со тоа дали си имал некогаш некакви, не знам, инциденти, знаеш, некој да се занесва или, не знам, некој од манекенките родител да дојде или дечкото што правите вие со неа и така натаму, пошто многу е емотивна малку тема таа со манекенките и можам да речам, на државно ниво многу агенции нели подизлеваа некои такви да речам драми, драми. да. Секојаш имало некакви драми, дали кај тебе некој се дешаваше не драми? затоа што јас се поставив на ниво не како да ги поседувам, туку како да сум составен дел од нив. Така. Фактички јас бев пријател со нив. Во секое време му удоволвав за се и се што. Му бев резервен родител, и мајка, и татко, и брат, и сестра, кога немале време нивните вистински родители, Да. брајка и сестри. Така да се случвало, што знам, да решавам љубовни проблеми насред спиење во 3 сата со бајле. Жена ми спија, јас решавам љубовни проблеми. И мислам дека заради истото со ниједна девојка немав подпишано договор за соработка, дека така ќе ми биде верна, дека ќе биде само во мојата агенција, така. Зборот што ќе си го даевме еден на друг беше доволно и фактички ниједна не ме изневери. Така. А секоја која се потрудила да биде црв во јаболкото, прекјутно била на некаков начин од странета за да не ги
нели Да, разлики ти ја други, ремети атмосферата во другото, да не го И скапи. јас секогаш гледав да бидат едни единствени, знаеш, да тука да му биде некое гнездо кај што ќе си најдат нови пријатели, нови искуства, различни карактери што една од друга ќе се земат за позитивни работи за утре. Сите еден ден кога ќе се видиме на улица да си речеме супер што бевме другари. Има тие манекени, не знам дали си имали и машки или само женски модели. Се денес многу познати, пример, или стварно успеа, што тргнале од твојата агенција. Знаеш како, ние бевме... Значи, прво не идеме од големиот град. И тука прекинува цела да, приказна. точно. Знаеш, немаме медиуми како тоа. Јас во даден момент, кога ги вратив од мртвите одредени креатори, наредната година кој ќе викнев кај мене ми вика па јас не мора ова година да идам Битола, во Скопје имам одна недела таму, ќе да не прам пати додатни трошоци. Да, бе, А ние на однив тука не плати, ние на банка. На мој трошок иде, јаде, ја пие, ја спие. Така да, кога му укажав дека тоа кратко траи, Да. затоа што е со силни пари праено и дека е Изфорсирано на да, некој начин. изфорсирано и дека е за друга намена, за брзо заработени пари, а јас тоа никош не го правев ни с призмата на пари, туку ни с призма на љубов. И од срце го правевме сите, значи во момент кога му кажав на Чупината дека може да нема поќе тоа да го правиме и дека ова е последна година, сите се пријавија да вложат пари. Јас бев единствениот што не икеше тоа затоа што ние не требаше ние да даваме дополнително пари освен труд енергија за да го биде тоа. Така треба некој друг тоа да го процени, да го осознае, така да можда јас бев единствениот како шум што сум го создал, така сум го. Али тоа било во точно време кога бевме на врвот, кога бевме најдобри, кога бевме Која година ја прекина? Беше последна 2000 пред короната некаде. пред короната. 16-та, 17-та, не знам. Модели имаше од Битола само или имаше? Да, пример, во цело постоење на модна недела имало отприлика над 100 модели. Што значи дека голема организација. не баш мало. Тогаш 100 немаше толку хотелчина каде ги клеш да спијат, што се вели зборот да иде од други градови од Валмата. Значи имаше креатор што дојде од Алжирец, па потекло што учествувал на француска модна недела во Париз. Браво си. Човек кога дојде тука беше зашеметен од се што гледа. Му направивме и фотосесија, излезе за теа модерна. Тука идеш на посебно од сите одвај ги чекаја журките после тоа. Афтер. Така да тој секоја година после тоа се јавуваше и викаше кој ќе ме викнеш пак, кој ќе ме вика како во Битола што споминав нигде не спомнав, ни во Париз, така да во дадена прилика него го прашав, што мислиш ти, ова што го гледаш, колку души го работат? Тој ми вика, па добри 30-40 души. Во исто време бев кефој дека вредам за толку, а во друго време од друга страна ми се плачеше од не добивам ништо со тоа, знаеш, дека А вложуваш многу. точно така. Ете кај ќе речеме да се вратиш назад. Добро. Пошто Битола Fashion Week и за мене значи затоа што сестра ми беше учесник во Битола Fashion Week, вие сте и добри пријатели. Сите значи. Поздрав до Ирина. Имаше огромно значење. Дали, ако можеш да го вратиш времето назад, да речеме, би сменал нешто во организацијата со Битола Fashion Week или во твојата, ајде да речеме, музичка кариера? Дали нешто би сменал да тргнеш во малце подруг правец? Па не, ништо не би сменал. Значи, Посебно заради тоа што Битола Fashion Week сама по себе си се градеше како бренд, име. И знаеш, Битола е чуден град. Треба за одредени работи, за да ги направиш, треба да ги знаеш карактерите на луѓето во институциите кај што треба да ги правиш. Така да, во време кога сум престанал тоа да го правам, Битола немало капацитет за да продолжам тоа, а единствено нешто што ќе направев после тоа ќе се расипев петката. Така да најдобро беше за сите и за Чупината да застаниме таму кога сме веќе на Евро. Кога стигнеш таму единствен начин од таму е само да паднеш надолу. За да не биде тоа така, затоа што немаше ни капацитет од самите установи. Знаеш, немаше поќе ни седишта, ни просториите се запустија, беа, значи веќе во кафаната гулаби имаш умрени, да.
Така да сето тоа беше скап спорт за И мене сега- како индивидуален, да. Сите што ќе гледат денес и што може и не присуствувале, не виделе понови генерации, помлади генерации, дали има на интернет негде некои видеоматеријали, Јас ги имам сите години, од сите можни реви. а ги има на интернет негде да Не отвори човек знам. да види даш како се Имав јас еден блог, едно време клавав таму на блогот. Мислам дека битола Fashion Week се вика или модна недела битола, не знам. Ама до определена година, после ми се смачи, реков. а немаш вака Не може еден човек да прави маркетинг и Па не може се, организација и Значи креативни јас правам дел, музика и ова и ова. И сето тоа сакам да го направам, да уклам еден ден на интернет. Ама ми треба клон. клон ти треба да Јовче ќе одам да ми клонира во 3D. Јовче и тоа е 300 на сат и Јовче. Да. Пошто многу не јади времето, сакам да го спомниме списанието Муза. Чекај, уште би спомнал дека Кажи. сум премногу горд дека неколку години неколку чупчина учествува на Лjubljanска модна недела. Да, тоа ми беше прашањето од баш, Битола. дали некој ја Така успеа да, плюс на тоа. Тоа е, мислам, преголем успех Да. за мене. Сепак пробавме Европска со- унија. Пробавме со дел од нив да ги буквално во наводници да ги продајме во Италија. Ојдовме во една агенција во Милано. За жал не ги исполни условите за нивните нели гледање како треба еден Не беа 22 кила зад. и му каже само дека едната има поќе да пробаме во Франција има таков лук, другата во негде во Индија такво има нов, во Јапонија, во Индија има ново, нели, таму до прва е таму интересно, као пробајте таму. Никогаш не пробавме. А исто сум многу задоволен затоа што во теја модерна на насловна страна се појави сестрати и единствен македонски модел што се појави на насловна страна на теја модерна. Сите насловни страни беа замени од странски агенции и наменски. Значи, единствен македонски модел што во наменска фотосесија се појави со колекција на купачина Славица Котевска. Најс. Сестра ми е, мислам да си ја пофала. Мене ми е мило што те знам, дај да се сликаме. Ако ќе видам и со сестра ти ќе се сликам. Па да, ќе дојди, треба да ми донеси, ајде се тоа друг пат ќе го кажеме поклон ни носи, спонзор ќе ни види. Кажи се за музата. За музата сакам да ни кажи Иле, ова е лето 2024 издание. Ова не ти го знам, прв пат го гледам. Да, женски алманах за култура и урбано живење. Број 1. Кажи ми што содржи ова списание и спомна, прега те прашав, може да го најдите, Муза во буксторот, така? Да, и во Урбаниум. И во Урбани. Книжарница Урбаниум. Урбаниум. Добро, во буксторот и во Урбаниум. Сега Иле, кажи ми што треба да што е потребно за да направиш ти едно списание овде, ако отвори човек, има стати особено познати за мене некои лikoви тука, ајде да не ги спомнувам, ќе отворат, ќе видат гледачите. Кога го почна, ова ти е, не ти е тебе ново. Ова ми е прв број. Прв број овај? Да. Сега прошлата година што го изведе, претходно Да, во немаше. јули, не. Имав списание што го вадев заедно со Игор Трајковски, Магента се викаше. Така, за него мислев. Со него си обеќавме дека ќе направиме 5 броја, ако биде тоа финансиски издрживо ќе продолжиме, пошто не беше, Така. тука престанавме со приказната. Ова ми е самостоен проект. Муза е списание за сите жени успешни во своите бранши. И тука има приказни што мислам дека жени што не заслужуваат доволно внимание медиумско. Што заслужуват, а го немат? Што заслужуваат, а го немат, да. Така да, не дека јас која ќе му дам интервју овде тие ќе станат ултра популарни. Ама убаво е нивните приказни да бидат забележени затоа што стварно има приказни вредни за внимание и жени успешни што исто како претходно што зборавме за во музика, во мода и во сето тоа, може да се најдобри во Македонија, ама заради недостиг на публицитет, нивните приказни не се доволно слушнати, да. Така да, Иле не застанува цело време. Да, така да ќе земите, ќе одите во буксторот или во Урбаниум, ќе одите, ќе си го купите ова списание, еве посебен апел до жените, па и до Па и до мажите. па и до мажите, да. Значи кај да треба да излезе вториот број, тој е некој, значи би требало да е
да се надоврзам на успешно започнатата приказна, затоа што стварно има позитивен одек. Се надевам дека тоа добро ќе заврши. Јас имам пари за 4 броја, имам голема поддршка од печатницата во која работам, Графопром. Графопром, добро. Значи да не е Графопром, никогаш ова не би го извел повеќе од 2 броја, може да не. Владе е голем поддржувач на многу Така, приказни и да, успешни баш така. во градот. Така да, јас сум благодарен на тоа. Ако успееме да истуркаме до 4 броја натаму, ќе биде огромен успех. Ако Иле не, многу, тоа е многу, тоа. многу работи спомнавме во твојата онака преголема 30 кусур годишна кариера. Од се ова што го спомнавме, што ти било најголем предизвик? Нешто што, не знам, не си спиел, дали ќе биде или не, или нешто што до ден денес онака те тежи, што си го направил. Предизвик, баш. Значи, секоја нова работа што ја правиме предизвик. Само јас не сум од оние што денес ќе му текнат, утре ќе ги направат. Некои идеи 10 години, 20, Тлеж, 20 да. години се дури не наче, пример во последно време сонвам работи. Да речеме сонвам музика со текстој. Јас не знам ни еден текст од ни една песна македонска. Ниту пак било кој текст во било која песна ме интересира. Ме интересира продукција, музика, кој какво звучи, кај клаено и сите тие работи. Текст не знам, не ме интересира. Не те интересира. Станувам од спиење со цели текстови, ги запишувам и си легнувам. Другиот ден, значи нешто што ми е мене, вау. Да речеме дека тоа ми е нареден Да, предизвик, да, да направам песна за Маквес, да речеме. Нешто што не ми е мој фак, што не ми Да. го обери, така. Ама што знам, Песна за Макфест. пример. Значи, Така. пошто такви песни сонвам, поп песни. Така да, наредно, Најтекна сон ва поп. наредно да речеме дека тоа ми е предизвик, заради тоа што тоа ми се мота во глата. Како дошло тоа тука, не знам да објаснам, да. Можда, значи, некакви идеи за сценарија ми се мотат во глата, појма немам. И сите тие уредно ги запишувам, со еден ден. Кој ќе му дојде денот? Ако му Да, дојде ако ден, му дојде ако не, денот. никому ништо. Кажи ми сега, пошто стигнавме до крајот. Прво што сакам да те прашам, кај можи народот да дојди и да слуша твоја музика? Кај пушташ музика? Дали пушташ музика уште? Не знам. Пуштам, да. Пушташ, ама не си турбо? Сега не, Сега сега не е си зимно. турбо. Сега до Кај пушташ музика, кај можат луѓето да дојдат, да се забавуваат, оти пушташ многу во музика, знаеш, имаш ти многу организирано и латино вечери. да. Сега кај може Многу да те- интересно, да те во најдеме? Битола никош не сум пуштал, али во Источна Македонија добри 4-5 години пуштав само латино музика. Таму играт, кај нас му е страм да играт на баш Битолчани. така, баш Не се така. разиграни. Да не речем Битола, дека кај да дојдиме? најчесто бурбон, портаџес, не знам, се може ќе заборам нешто, некој нека Добро, не ме нема замери, врска. да. Значи, тука може... Али најчесто, од друга страна се специализирав, да речеме, за наменски забави, приватни или не знам какви, што знам, матури, свадби, крштарки, што и знам, пензи, појма, не знам за што. Еве, за се се информирате некој што дека ќе му Иле, текне, така Иле да- пушта, само да знаете дека ако дојде Иле да ви пушта на приватна забава музика, значи немој да оди некој нагла да му виси да му вели ова пушти ми она. Иле нема да ви ја пушти таа, Иле може да се спакова и да си замини. Така да мораме ние да привршиме. Иле сакам уште едно прашање за да го прашам за крај, многу е кратко. Дали не ја стрижиш косата, оти ако истрижиш нема да бидиш повеќе Иле да хер, тука ќе бидиш Иле да no hair. Не, и да сакам, кај што ќе одам да ми ја стрижат, ми викат, не, јас не ја стрижам. Не ја стрижам. Никој не ќе да види крив за тоа. Дали уште го користиш Така, мотото Love is in the hair? Да. Многу Да, јака да. маркетиншки, онака. Јас се трудам во тој Симпатично. поглед да делувам маркетиншки. Дали преку плакатчината што си ги правам, преку нели Така, тоа така. како некој, што знам, бренд. Да. Така. Дали преку во еден период носев одредени групи затоа што мислев дека ако ќе видат каква мајца носам ќе прочнат таква музика да слушат. Да. Што ми успеваше, а правев финти од типот на ако носам таква мајца, не пуштам од таа група, знаеш, и цело време некој ми викаше пушти. Луѓе, мораме да завршваме, ни помина времето, од режија 10 пати ми звонаја, ми јавија дека мора да завршиме. Многу ми беше мило што ни беше гостин денес и не ми е мило затоа што не успеавме да кажеме уште многу работи. Значи, се надевам дека пак ќе ни бидиш гостин, ама во некоја друга прилика, може не во твој кат. студиото, може негде ќе не однесиш во твојата работна средина, кај што пушташ музика или било како.
Фала ти уште еднаш за гостувањето, а кумбата ќе го оставам да одјави сега. Јас ќе му предложам на Дуле почесто вака да носи гости што многу често не одат по интервјуа. Да. Ние сме многу добри како гинеколози, 3 прсти ги отвораме, после не можеме да заќутиме од зборање. И се надевам Студиото ни е убаво, кози. Студиото, да. А се надевам дека за брзо пак ќе се видиме и ќе ни докажеш уште еден куп работи што ете сега ти се во глата уште, а ќе излезат како проекти. Фала што дојде. Полајви. Фала ви вас што гледате. Се гледаме наредна емисија за 2 недели и останете со нас. Чао. Чао.